Општина Кочанија почна постапката за изготвување техничка документација за изградба на новите сообраќајни решенија за улиците што представуваат влез и излез од градот. Со проектот се опфатени улици за планираниот нов влез во градот од обиколницата на Кочани од правецот на Грдовци. Исто така ќе се изработува и проект за инфраструктура и сообраќаен проект за булеварот Тодосија Паунов, каде треба да се предвидат и 4 до 5 кружни текови. На крајот од декември беа објавени тендерските постапки за избор на проектантска фирма која треба да ја изготви техничко-планската документација за овие сообраќајници, а за што од локалната самоуправа беа обезбедени 160.000 денари. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми истече деновиве, па се очекува по изборот на најповолниот понудувач да се изработат проекти за инфраструктура и сообраќаен проект за булевар за влезот во Кочани, од кај обиколницата по улицата Никола Карев, Стево Теодосиевски и Димитар Влахов, при што треба да се предвидат кружни текови. Во техничката спецификација е нагласено дека должината на опфатот на улиците што се предмет на разработка изнесува 1400 метри. При тоа треба да се изработи и проект за булеварско решение со 4 ленти плюс разделно зеленило на местата каде што тоа го дозволува просторот. Исто така, побарано е да се предвиди кружен тек на спојот на улиците Стево Теодосиевски и Димитар Влахов во Стришани, како и уште еден кружен тек на спојот на улиците Димитар Влахов и Глигор Апостолов Гочо. Освен тоа, се отфрла претходното планирано решение за кружен тек на двојниот мост кај гимназијата, а од проектантот е побарано на тоа место да се најде друго сообраќајно решение за поврзување на улиците. Вториот проект за сообраќајна инфраструктура предвидува изработка на документација за булеварот Тодосија Паунов, каде треба да се предвидат 4 до 5 кружни текови со вклучена ревизија. Должината на опфатот овде изнесува околу 2800 метри, односно на постојниот булевар со 4 ленти треба да се предвиди и разделно зеленило каде што дозволува просторот. Рокот за подготовка на техничката документација за двата сообраќајни проекти е 4 месеци, пошто локалната самоуправа ќе може да почне со конкретни чекори за реализација на новите сообраќајни решенија во градот.